ВМРО ДПМН стартува кампања на терен. Ова е Македонија за сите. Стартувате од Кочанскиот регион. Каде бевте, кои села се предвидени да бидат дел од оваа кампања? Така, еве како што забележувате, денеска започнуваме овде со кампањата Ова е Македонија, Македонија е за сите луѓе. Денеска бевме помеѓу жителите на Горни и на Долни Подлог, одржавме еден состанок овде заеднички во Горни Подлог пред амбулантата. Од овде продолжуваме, имаме закажана средба во Грдовци и во населеното место Бели. Заедно поразговараме за проблемите кои што ги мачат локалното население практично и ги мачат луѓето во Македонија, постојаното иселување. За оваа година, додека неизбраниот премиер е на функцијата на која што е, над 20.000 луѓе се иселија, практично еден мал град исчезна. И тоа луѓето се иселуваат, гледате, поради нефункционалното суство, поради неправдите кои што ги среќаваат на секој чекор, и тоа жестоко ги чувствуваат овие луѓе. Ги чувствуваат исто така и го чувствуваат неконзистентноста во политиките кога станува збор за земјоделието. Над 300-400% се зголемија цените на репроматеријалите и трошоците кои што ги имат за земјоделието. Меѓутоа, сето ова ни укажува и ни дава елан и на нас и на луѓето со кои што се среќаваме дека време е за едно обединување и конечна победа во Македонија, време кога ќе дојде и кога вистински избрани народни представници кои што имаат само една идеја и една мисла, а тоа е јавниот интерес наспроти личниот интерес и интересот на блиски своји луѓе и бизниси кои што се блиски до фамилијата, а наместо тоа ќе го имат јавниот интерес. Така да овие средби укажуваат дека на луѓето веќе име преку глава од ваквиот начин на водење на јавната политика, односно политика за лични интереси, и време е да дојде момент кога ќе се обединиме и конечно ќе почнеме да градиме Македонија за сите луѓе. Така, денес овде, во текот на наредните денови, каква е агенда? Така, имаме агенда и наредниот викенд продолжуваме во другите населени места од Кочанско. Акцијата е предвидена да трае се до крајот на мај или почетокот на јуни, зависи од динамиката. Понатаму останува да ги посетиме населените места во Виница и во Виничко, потоа се враќаме повторно во населените места во Чешиново, Облешево, и на тој начин ќе можеме заедно со останатите тимови од партијата практично да ја заокружиме сликата од изборна единица 3, што ќе ни допринесе да можеме и да го планираме и програмата и начинот на водење кампања за наредните избори, без разлика дали ќе се предвремени или ќе се редовни. Така, се благодарам. Благодарам.